Една од работите што може ненадејно да го прекине нашето уживање во природата е земјотресот. Секако, најбезбедно е доколку сте надвор, но што ако не сте на отворено? Сте се запрашале ли некогаш како треба да реагирам за време на земјотрес доколку сум на училиште? Иако првата инстинктивна реакција е трчањето кон излезот, веројатно тоа е најпогрешното нешто за време на земјотрес. Но тогаш, што би требало да правите? Најважно нешто е да си ја заштитите главата со рацете, да се оддалечите од прозорците кои што можат да се скршат, или од полиците кои што можат да паднат и да се засолните под клупа. Доколку се наоѓате во ходник, не треба да трчате кон излезот. И никако не треба да ги користите лифтовите или скалите во училиштето. Тие се најкревките елементи на една училишна градба. Најдобро е да клекнете до зидот и со рацете да ја заштитите главата се додека не заврши земјотресот. По првиот потрес може да има и други последователни потреси. Затоа е важно, по завршување на земјотресот, мирно и без паника да се упатите кон излезот на училиштето, на некоја ширина со другарчињата, каде што заедно ќе ги чекате инструкциите на наставниците. Земјотресите се случуваат ненадејно и затоа е добро да се запрашате дали знам како да реагирам ако има земјотрес додека сум на училиште.